4 по 5 години, така нешто. Бевме во еден клуб, не се сеќавам каде. Бев застаната на мрежата на терените и татко ми виде дека љубовта кон тенисот ја виде кон мене. Ми кажа, ајде, слободно можеш да влезеш. Што најмногу те привлече кај овој спорт? Топчето, рекетот, мрежата? Највеќе ме привлече рекетот, бидејќи на мали години ми беше многу интересен. Како изгледа еден твој ден типичен со тренинзи? Сега зависи во училиште како и што. Ако сме прва смена, од сабајле имаме од 8 до 9 по академија. После од 10 ми почнува првиот час во училиште. Така да највеќе до 12:30 завршуваме. После тоа фитнес со Ивица и после тоа уште еден приватен тренинг. Колку пати неделно тренираш кога не си на турнир? Кога не сум на турнир, тренирам секој ден и тоа по 3-4 сати. Што мислиш што е поважно, дали талентот или дисциплината? За мене и двете, ама повеќе дисциплина. Имам доста, имам многу поблизници. Година кога ги играв ITF во тенис парк, бев прва носителка и ми беше целта да го освојам и ми се оствари тоа. Како се справуваш со порази и кои се тешките моменти во тенис? Секогаш од пораз ушам некоја лекција, така да каде сум изучила највеќе, тоа го работиме после на тренинг. Кој најмногу ти помага во мотивацијата во пресрет на мечевите? Мајка ми, татко ми или сестра ми. Чувствуваш дека си пример за другите девојки пред сега ние помладите? Да, можам да кажам, бидејќи јас се трудам највеќе. Сакам да ја постигам целта и да. Дали мислиш дека девојките имаат исти можности како момчињата во спортот? Не, бидејќи момчињата се малце по-физички добри од нас. Кои се твоите тениски планови, тениски соништа? Најверојатно да освојам некој Гранд Слем, Ролан Гарос. Кој е твојот омилен тенисер или тенисерка? Прашувате за сега Алкарас, Мира Андреева или Коко Гав, а вака како и долно Новак Џоковиќ. Каде се гледа Сара за 5 години? Се надевам дека ќе постигнам на меѓународно врвно ниво на ВТА ранглистата. Кој ти е омилен удар? Омилен удар ми е дропшот. Омилена подлога за да се надпреваруваш? Земја. Кој меч нема никогаш да го заборавиш? Би требало тоа во Рим, кога бев на 16-ка супер категорија тенисирок. Тоа беше неверојатно чувство. Игравме заедно со АТП 1000 и ДТ 1000. Тоа нема никогаш да го заборавам. Колку траел твојот најдолг меч? Најдолг меч мислам дека траел 3,5 или 4 часа. Тука во југ на првиот терен на ITF-от. Пред 2 години. Една порака за сите млади девојки? Најбитно е да уживаат во тој процес што сакаат да го работат. Ако сакаат понатаму да постигнат врвно ниво, да веруваат во себе и да се горди на тоа што го прават. Само да кажам дека за тенисот треба многу работа и дисциплина. Кои се твоите планови за следната 2026 година? Главната цел ми е да учествувам во професионалното ниво, но вака во одлуки ми е да бидам топ 150 и по наредната година ако имам можност да играм јуниорски Гранд Слемови, нормално да имам некој ветер поен.